За жал морам да констатирам дека ова е најдушманскиот мандат во Советот на град Скопје и воопшто во историјата на градот Скопје, особено од политичката страна. Некако мислам дека го изгубивме патот и довербата која што ни беше дадена од граѓаните дека таму сите нас 45 души сме дојдени да ги застапуваме пред се интересите на граѓаните, а не интересите на партиите и оние кои што нели ги искористија тие субјекти за да ја задоволат својата суета и да ги представат своите ставови, а на крај за жал само граѓаните беа оние кои што страдаат. Градот Скопје е жива материја како и секоја општина или како секоја единица на локалната самоуправа. Таму има проблеми на дневна основа и на дневна база кои што треба да се третираат и да се обраќа внимание. Можам само да кажам дека во 2025 година, 21 век, ние ги уназидуваме постулатите на градот на една метропола и пред се на градот на солидарноста како што сме и познати во светот и во Европа. Се бориме да ги воспоставиме или да ги одржиме основните нивоа на еден град кој што треба да ги пружа како услуги и како стандарди на своите жители, на своите граѓани, наместо да зборуваме за некои современи начини, на современи технологии, некои модерни примери од светот кои што би требало да ги преземаме за да можеме да ги имплементираме кај нас. За кој што се надавав и дека требаше вистински да бидат овие избори и програмите и понудите од сите кандидати за градоначалници воедно, но еве, како што кажав, да не се повторувам, во 2025 ние ќе се бориме со ѓубрето на улиците, со недостатокот на притисокот на вода и секако со девастираниот јавен транспорт кој што граѓаните едноставно не можат да се потпрат и да го користат.